Добро вечер. Време е за најновите информации од областа на културата. Словачкиот поет Иван Штрпка е лауреат на наградата Златен венец, додека полскиот поет Матеуш Шимчик е лауреат на наградата Мостови на струга на Струшките вечери на поезијата за 2025 година. Манифестацијата се одржува секоја година во месец август во Струга. Наградата Златен венец е најголемото признание за целокупната поетска дејност, додека наградата Мостови на струга пак беше востановена во 2003 година како дел од соработката со УНЕСКО, а по повод прославата на Светскиот ден на поезијата 21 март. Словачкиот поет Иван Штрпка е годинашен добитник на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата. Академик Катица Кјулавкова како член на Советот за доделување на Златниот венец и директорката на Струшките вечери на поезијата Цветанка Марковска говореа за фестивалот на свеченост во Македонската академија на науките и уметностите на Светскиот ден на поезијата. Штрпка дебитира со збирката Краткото детство на копјаниците. Потоа кратко време се повлекува од јавноста сцена за да се врати повторно 81-та со збирката Сега и други ветрови. Следат збирките Пред промината, Веста од јаволкото, Се е во школката, Мајсторот на нови женските гласови, Гласови и други песни, Каде плаштот, таму ветрот и други. Штрпка е познат и со песните напишани за музиката на Дежор Сини, а објавени во книгата на Штрпка со наслов Сина планина. Наградата на лауреатот ќе му биде врачена на поетското читање Мостови, една од централните манифестации на годинишното издание на фестивалот, кој ќе се одржи од 21 до 25 август. Добитник на наградата Мостови на струга за 2025 година, која што Струшките вечери на поезијата во соработка со УНЕСКО ја доделуваат за најдобра дебитантска збирка, е полскиот поет Матеуш Шимчик за неговата збирка Потребни се извори. Со поетско читање од македонската писателка и поетеса Виолета Танчева Златева беа одбележани деновите на поезијата. Средбата насловена Антологија на Копнежот се одржа во Аудиокултура, во организација на Издавачкиот центар 3. Средствата од продажбата на антологијата ќе бидат донирани на Црвениот крст за семејствата на настраданите во Кочани. Издавачкиот центар 3 вечерва го организира прославувањето на Светскиот ден на поезијата, еден од за нас поважните настани во годината, бидејќи се слави поезијата како една најчиста форма на книжевност и на уметност. Тука сме пред се и да промовираме едно од нашите последни изданија Антологија на Копнежот, една за нас посебно значајна публикација, но исто така и да ги поканиме и заедно со поетите кои што се и наши соработници да се подсетиме на оваа важна книжевен жанр, да ги слушнеме нивните последни творби. Особено важно за нас е што вечерва ќе одадеме почит и на големата трагедија што се случи во Кочани, преку наша донација на целокупната продажба на Антологија на Копнежот. Сите средства од продажбата на ова дело ќе бидат донирани од Црвениот крст и наменети за семејствата на жртвите на починатите. Антологијата на Копнежот излезе во ноември минатата година. Веќе бележи голем интерес кај сите читатели. Главен поттик за да ја направам, да ја составам оваа антологија ми беше токму големиот број копнежливи песни во македонската поезија, а никој досега не го направил. Тоа не направил ваква антологија. Се потрудив при изборот да ги вклучам, почнувајќи од неизбежната Тага за југ на Константин Миладинов, нашите неколкумина поети кои твореле пред востановувањето на македонскиот литературен јазик, потоа првата генерација побоени писатели, па се до најмладите. Ваквите антологии се многу важни за една национална поезија, затоа што на едно место собираат тематски песни и автори кои подлежат и на запознавање од помладата генерација, бидејќи многумина ми рекоа дека не ги познаваат поетите, повеќето поети, меѓутоа и на превреднување и повторно преиспитување на поетиката што ја имаме.
Со премиерата на представата Господја министерка во Велес почна 4-то издание на театарскиот фестивал Петре, посветен на доајенот на македонското глумиште Петре Прличко. Изведени ќе бидат 8 представи, една детска како и една филмска проекција. За прв пат годинава ќе се прикажат 2 представи од странство, од Ниш и од Подгорица. Во соработка со Кинотеката на Македонија ќе се прикаже реставрираната верзија на филмот Мис Стон во чест на Петре Прличко. Организаторот Плюс програма најави дека билетите овој пат нема да се резервираат по телефон, туку ќе може да се набават во билетарницата. Максимум 4 за едно лице. Цената на билетот е 200 денари, а приходот од влезниците за премиерата ќе бидат донирани за настраданите во пожарот во Кочани. Фестивалот ќе трае до 15 април. Тука е крајот на денешното издание на Вестите од културата. Ви благодарам што и денеска бевте со нас.